stani. Tačno te ubode jedna reč i tebi. Odmah se probudi i sad ćeš ti da odgovaraš baš tom. Agresivni ego, sve volim da kontrolišem, granice. Ko sam ja da očekujem od tebe bilo šta. Vidi ga ćelavi, ja kažem jesam. Vidi ga nizaki, ja kažem jesam. Vidi ga glupi, ja kažem glup, nisam glup. Znaš koliko sam knjiga prošla? Aha, tu je. Tak. To je tvoja tema. Jednom ćeš morati da pokažeš sve karte. Najbolja stvar je na početku da sakupite dovoljno hrabrosti i da pokažete sebe onakvi kakvi jeste. I dobre i loše strane. Da li ti treba alkohol svaki put kada slaviš nešto? Kaži mi koliko si srećan. Mnogo. Ja dočekujem to dete mojim rukama i ja sjećam pupčanu vrtu i slavit ću sa njom. A ne da budem sa drugovima u kafani i da 2 dana me cepaju majicu i da ne znam ko sam 3. dan. I da na taj način me ćerkica upozna da sam polumamoran i ne znam gde sam. Zdravo Makedonijo, ako jadete nezdrava hrana, ostavite ja. Danes je den za fitness. Не очекував дека ова ќе го кажа, но јас имав нешто друго да ви кажам на вас. Убави мои луѓе, вие, токму вие, кои што сте, без разлика дали на телевизор, дали на телефон, дали на компјутер, кои што не гледате од било каде, да останете таму затоа што денес ќе имаме одличен соговорник, одличен гостин, прекрасен гостин. Јас сум нетрпелива веќе и да го поздравиме, но претходно сакам да кажам, претходно беше многу јак фраер. И сега е фраер, но е зафатен. Така што, девојки, плакнете очи и слушајте што има да кажа. Јас ќе кажам само дека овој човек има помогнато да многу животни приказни продолжат кон подобро. Немања Миловиќ во Стар шоу за прв пат. Како те пофали? Како ти дали си добар? Ти благодарам? Може, ке си ги поделиме, ти благодарам многу. Немања, каде сакаш да си седнеш? Ево овде. Може, тука, Емче, дали може и со нас и ти да си седнеш? Најпрво сакам да ти посакам добре дојде во Македонија и добре дојде за прв пат еве во нашата емисија. Прв пат си ни гостин. Прв пат вака се гледаме од друг агол. Знаš koliko mi je drago što sam u Makedoniji? Ja ovdje imam neku posebnu konekciju. Već zadnje 2, 3, 4, 5 godina na društvenim mrežama iz Makedonije mi stiže samo ljubav. Nikakav negativni vibe, komentar, bilo šta, samo ljubav. Uvek znaš kako, imaš uvek jednu i drugu stranu. U Makedoniji ima samo jedna strana, to je podrška. Ultimativno, mnogo volim što sam ovde. Hvala ti što si me pozvao. Ти благодарам на тебе што прифати да дојдеш, што прифати да ни гостуваш. Со Тоше не знаеш колку време збориме. Покани го, јави му се на Немања, кажи му да дојде, кажи му да дојде. Да, ќе дојде сега, овој месец, другиот месец, па така поминаа 2 години. 2,5 години, не знам кога последно сме се виделе. Ќе продолжиме со разговорот. Јас тука сакам само да се задржам на ова што ми го даде. Не знам што има внатре, ова е нешто твое или? Imaš 2 moja suplementa, tačnije ja sam suvlasnik, jedan je kregatin, što sadržiš, ovo su protein barovi, a imaš i Super Sleep. Super Sleep je ovo, to je da bolje spavaš, a ovo je da imaš više energije. Ова го гледав кај тебе и да ти кажам право дека многу сакам да го пробам. Ти Ja благодарам čekam da mi премногу. javiš utiske. Да, ти Znaš šta kažu ljudi? Ајде. Da više sanjaš. Tako da... Уште повеќе ќе сонувам, јас знаеш колку сонувам и Стварно? вака секој ден премногу сонувам. И памтам сониште и се ова, значи ништо, мојата фантазија ќе се прошири уште толку. Ти благодарам уште еднаш, ете за сите вие кои што сакате да се нарачате тука од кај нас, еве ќе направиме една промоција секако дека може од кај нас да се нарачуваат. Može da se kupi proteinima svi u Makedoniji, ima 4 šopa u Skoplju, ima još 2 ovako u Makedoniji, Tetovo i još negde. Немања, кажи ми како ти се допадна најавата. Јас кажав еден голем фраер, ама веќе не е слободен. Така што жени, плакнете очи. Знаеш ли тоа што значи? Kako ne bi znao? Razumeo sam svaku reč i istinu si rekla, meni se dopada istina, tako da najava ti je na mestu. Кажи ми дали колку ти годи кога примаш комплименти? Знаеш ли да примаш комплименти, знаеш ли да даваш комплимент на други луѓе? Da, to je, bravo, odlično pitanje. Obično ljudi ili jedno ili drugo, ili znaju samo da primaju, reci mi da sam ovo, ono, ili samo drugima, ono što sam ja umeđu vremenu naučio i da primam ono što je moje i da dajem isto toliko. Tako da je to neki balans i ja sam onaj lik koji na Instagramu ostavlja najveće podršku, komentare, svakog pohvalim i tako dalje, nećete vidjeti nijedan hejt komentar ili bilo šta negativno. I znaš šta, kad daš nešto,
to ti se i vrati. Така е. I mislim da je to ovako, i kroz te neke male sitne stvari, kao što su komentari, možda misliti na društvenim mrežama, sad zamisli to integrišeš ceo život i da počneš da samo daješ, bez očekivanja. Ono što ćeš da uvek dobiješ je da ti se vrati to на најчудни моgući начин. Точно, малку е тешко реално да зборуваме, не е толку лесно да само даваш секогаш без очекување, затоа што ние луѓето некако само по себе мислам дека сме програмирани да и да не сакаме го бараме тоа, не знам зошто. Истина и многу треба мудрости и искуства живота и садржаја да доđеш до тренутка да ти схватиш да овај живот функционише на начин da kad ti daš nekome, da neće ti taj neko vratiti. Ako ti očekuješ da ti vrati, to vodi u razočarenje. Ali, ako ti daš, bez da očekuješ, ono ja tebi, ti meni, znači bez da imaš tu razmenu, život će ti vratiti kroz neku treću osobu ili kroz neku situaciju i tako dalje. I kad to jednom vidiš, kad se desi dovoljno puta i kad ti stvarno poveruješ u to, kažeš, ovo funkcioniše tako, ova igrica, ovaj život, Bog ovako funkcioniše, pa ja ću sad samo da dajem. Апсолутно е така, да, но тоа треба многу навистина и искуство и време да помине, за да можеш да стигнеш до тој степен да го разбереш прво ова што се зборува, па после тоа и да го примениш на себе. Треба много разочарења, много патње, много ти треба искуства живота и све то искуство. Апсолутно. Tako da jednom trenutku nadam se da će svako da dođe do baš tog trenutka kada nema više očekivanja, nego živiš onako kako jeste i daš zato što si dao, a ne da ti se vrati. Kada živiš to, vraćat će ti se puta 100. I pozivam ljude samo malo da promisle u životu, da uđu u prošlost i da vide kad su dali bez da očekuju koliko su dobili kao nagradu. A kad su dali da očekuju, znaš ono ja sam dobro prema tebi i zašto ti nisi prema meni? Ili ja to nikad ne bi uradio zato što prvo ja tebi to ne bi uradio. I onda se ljudi gube odnos kroz to očekivanje i kroz razočarenje, kad neko ne uradi baš to što si ti zamislila, recimo, što bi ti uradila, i tu se gubi mnogo ljudi. I onda izgubiš mnogo ljudi, mnogo, i onda u jednom trenutku kažeš, pa čekaj, ovo ne funkcioniše ovako. Ko sam ja da očekujem od tebe bilo šta? To je moj ego i to je moja ego projekcija. A kad ostanem bez tog očekivanja, nego dam ljudima šansu da oni naprave, da ti se prikažu onakvi kakvi jesu, to je već druga priča. Се сеќавам пред 2,5 години, 3 години, како што ти кажуваш, кога прв пат сме се запознали исто така во емисија, зборувавме на една тема, односно тогаш беше, да кажам, во потрага по наоѓање на вистинска љубов. Го стави во наводници затоа што може би да, може би не, затоа. И се сеќавам дека токму таа емисија зборувавме многу за мобилните телефони, како не треба да се користат, како не е добро да се користат телефони, а јас постојано нешто што гледав од Немања, беше, не знам каде ми е телефонот, ова. И јас прашав, Немања, па нели кажа телефони не треба да се користат? Што правиш? Тука сме луѓе, пример, не да направиш разговор со некој, ти куцкаш на телефон. Тогаш ми кажа, Ивана, пишувам со мојата девојка, сега е поразлично, ова е таа права. И по некое време таа права ти е веќе свршеница и сега си чекате керкичка. Керкичка, да. Pa ovako, kada je učenik spreman, učitelj se pojavi. Ja sam bio spreman da učim kroz platformu partnerskih odnosa o ljubavi i ja sam to rešio i kao što sam ti rekao, ovo je prava i želeo sam to i dugo sam se pripremao na to. Svaka bivša me je pripremala na sad ovu. Naučio sam mnogo lekcija, kroz patnje bio sam i ostavljan i ja sam ostavljao i svašta je tu bilo, hollywoodski film jedan, da bih ja stigao do toga da sad želim da gradim sa nekim, a ne da podrazumevam. Do sad je bilo podrazumevanje, očekivanje, dok nam je lepo tu, ružičaste naočare, kada se skinu ružičaste naočare, ko si sad pa ti i rastanemo se. Međutim, prvi put je došlo do toga da sam ja vidio da je to jedan sve začarani krug, da je to jedan šablon, pa zato što mi se previše puta to isto desilo. Prođe godinu dana i ja sad kao, bilo mi je bolje kad sam sam. I onda se vratim u samoću, pa mi to dosadi i onda ponovo uđem u vezu i onda prođe godinu dana i onda kažem, bilo mi je bolje sam sam. Da ti zvuči šablon? Mi zvuči, da, zato i te prašavam. Posle ovih godinu dana sam prvi put rekao,
sad ću da gradim, sad ću da dam šansu, nema veze sad ću da uložim energiju, a ne da pustim da se dešava. Sad ću da radim na odnosu, sad ću da pričam, sad ću da se otvorim, sad ću da budem ranjiv. Sad sam sakupio dovoljno hrabrosti kroz ove druge devojke i dovoljno mudrosti da ja znam sad kako ovo funkcioniše. Sad ću da pokažem i one zadnje 2 karte što nisam pokazivao do sada. Da budem autentičan i iskren, da vidim da li ta osoba može da gradi zajedno sa mnom. I da li može ona da me vidi od svojih strahova, od svojih ostavljanja, od svojih raskida, od svojih bivših momaka, od svoje istorije, od svoje porodice i tako dalje. I onda kad vidiš da te osoba vidi onakav kakav jesi, a ti se baš takav pokažeš i to se desi i sa druge strane, onda se desi razumevanje. Razumevanje je jako dobar početak za građenje bezuslovne ljubavi. И јас ова сега што го кажам, многу добро го разбирам, но не многу добро го разбираат другите луѓе. И сега мене, пример, прашањето следно би ми било дали вреди дали треба, не дали вреди, дали треба секогаш да се биде премногу искрен уште на сам почеток? Ne može drugačije. Така? Da, ne može drugačije, jer jednom ćeš morati da pokažeš sve karte. Doći ti život gde ćeš živeti s nekim ili ćeš imati dete, tako dalje, gde će se to sve videti svakako. Najbolja stvar je na početku da sakupite dovoljno hrabrosti i da pokažete sebe onakvi kakvi jeste. I dobre i loše strane. To je najbitnija stvar. Ako se preko puta osobi ne svidi, odlično. Uštedela vam je godinu, 2, 5, 10, 50 godina. Brak vam je ceo uštedela. Jedan život vam je uštedela. Jer će doći osoba koja će da vas vidi, koja će biti dovoljno mudra, hrabra i ranjiva da isto to uradi vama. Kad se takve 2 osobe sretnu i kažu ok, ovo si sve ti, ajmo da gradimo, to je prava stvar. Ako se to ne desi, ti ćeš samo maske tvoje prikazati, ono što ti je dobro, šarmirat ćeš nekoga, ovo mi je simpatično, međutim te maske u jednom trenutku moraju da se sklone. Ne možemo da glumimo večno. Kad se sklone te maske, onda ljudi potroše 2 godine dok ih ne sklone i onda uđu u navikao sam na nju. I onda se desi brak, desi se deca, prođe još 5 godina, 10, i onda kaže, sad mi je kasno za bilo šta, i onda im ostaje sledećih 50 godina jedno sa drugim. Tako da birajte, jedno ili drugo, ja sam odlučio za ovo jedno. А сега имам тука уште едно прашање што ми се надоврзува некако со ова. Пример, еве, во рете од твоја страна ти да си ја кажеш твојата страна, онака баш искрено. Но колку луѓето треба да бидат па испремни да ја слушнат и прифатат другата страна, затоа што па не секој е спремен да прифати се што има некој да му каже. Da, ne brini ništa, to su osobe koje ti kada tražiš partnera naćeš uvek. Тука не сум сега само јас во прашање, јас зборувам општо и за многу луѓе, затоа што јас знам многу луѓе кои што примерете имаат проблем конкретно со тоа да си најдат партнер, соодветен партнер за самиот човек. Šta misliš do koga je? Do drugih ljudi ili do tebe? Ili do te osobe? Па сега мене ако ме прашаш, јас ќе ти кажам до другите. Kad budeš prvi put prašala da je u tebi problem i ona im prst uperila sebi i videla, aha, šta ja to mogu, gde je to nešto što ja grešim, da privlačim uvek iste, da privlačim uvek pogrešne, da privučem, ili to nije slučajno, to je sve platforma za učenje, da ti prvi put kažeš do mene. Kad kažeš do mene, onda kreće potraga. Onda kreće introspekcija, onda kreće rad na sebi, da vidiš zašto je to do tebe, koji je uzrok, to je verovatno odnos sa ocem, uvek, najčešće, ili sa majkom, ili šta ti se desilo, ili neka trauma, ili neka prva veza, ili nešto od tih stvari je, onda odeš po to iskustvo, iz ovog nivoa svesti i razumeš oca, razumeš majku, razumeš šta tebi treba i tako dalje, i preko tog razumevanja uđeš u oprost. Kada oprostiš, recimo, ocu, i onda uđeš u zahvalnost prema tome, jer on nije znao bolje i radio iz bezuslovne ljubavi, zato mi dobijemo decu da to naučimo, onda ti poravnaš ceo taj energetski odnos gde ti se menja budućnost, a to je odabir partnera, promeniti se skroz odabir partnera. Ништо од сега, значи вака.
Јас сум крива. Bravo. Може така? Bravo. Za sve u životu smo mi zaslužni. Така е, така е, За така е. sve. Не, јас се шалам дека не го користам тоа, јас многу често го користам и кога, пример, некој друг мене ми греши, тоа не е негова грешка, туку е моја грешка, што воопшто сум и дозволила да се случи некогаш. Или? Aha. Не. Aha. Šta, da li tvoja greška? Da, nisam ovo razumeo, da. Па ако така нешто да не ме разбереш. Кажува ми некој друг кога ќе направи грешка, многу често пример си ја барам вината кај мене затоа што јас сум дозволила таа грешка да се случи. Bravo, baš to. Мислам, тоа е моje размислување, не мора да значи дали е така или не е. Ono što mi treba da krenemo je, ja svaki put kad ja imam neko, ono da kad mi moja devojka zameri nešto, je prvo što kažem, ti si me izabrao. Ajde da me vidiš celu. To jeste moja greška, moja trauma, moj strah, nisam savršen. To što ti meni sad zameraš je to što ja radim na sebi sad. Hoćemo da radimo zajedno ili ćeš da mi zameraš. Znači, to jesam ja. Tako da, ti si me izabrala je jedan jako dobar stav. Kad god ona nešto pogreši, ja prvo sebi kažem, ja sam izabrao. Ja sam izabrao takvu. Šta, posle 3 godine kao prvi put vidim nešto. Ne, nego sam gurao po tepih to i sad je prošlo 3 godine i sad ti zameram. Да, Ne, ja така sam е. to odmah znao. Znači, moja greška, to je moja greška i ja kažem ovako, ajde da sednemo, ovo mi smeta, ne osjećam se dobro, znači ja govorim o sebi, a ne o argumentu. Ljudi argumentuju jedni protiv drugih. To je ono što si uradila prošle nedelje i onda ona jedva čeka svoje argumente i onda Да се kreće. даде конфликт. A kad se priča ovako, ja sam osjećao to i to zbog toga i toga. Ona kaže, ali ne, nisi me čula. Ja sam osjećao to, znači to je moja emocija. Kad prvi put razoružaš tu osobu, kažeš pa ja neću da se ti tako osjećaš. Sad pričamo. Ajde sad da vidimo u čemu je problem i kako mi možemo da gradimo. Jer možda nešto nisi videla kod mene i tako dalje. Ja ću sve karte na stoj staviti. Ovo je moj strah, ovo mi je životna tema, na ovome trenutno radim, ovo mi je trenutno teško, ovo ne mogu da podnesem, ovo mi je onako, bojim se ovoga i tako dalje. I onda isto to osoba kad uraje preko puta, vidiš, ovo je moja sad životna tema, više, ja imam strah od napuštanja, mene su napustili su mi kad sam bila mala i onda kažemo, ok, ja imam strah od vezivanja, ti strah od napuštanja. Savršeno, ajmo u balans da uđemo. Ja ću malo da probam da vežbam davanje energije, građenje, a ti malo vežbaj puštanje, znači pusti me malo, strah od vezivanja je, napuštanje je dođi ovde. Znači stalno te neko drži. Znači ona vežba puštanje i ja vežbam da dam na građenju toga odnosa i to je balans. I dvoje se upoznaju tako. Znači da se izbalansiraju. Но ова, јас мислам дека не е само за во љубовен однос, ова е и за пријателски однос, ова е и за... Браво. И за, мислам, јас... Тако и тоа е и со функционише пријателите, вистински, мислам, јас така функционирам. Jest. И немам љубовна Само врска за да можам да дадам пример за тоа, но пример со мои блиски луѓе кои што си ги сакам и почитувам, буквално еве сега ова што го кажуваш, пример така го практикувам. Но не секогаш е вратено и ете тоа очекувањето, учам да не очекувам да биде вратено. Apsolutno. I vidi, i to je ono što drugi ljudi ti služe kao ogledalo da ti vidiš gde još nisi slobodna. Znači, tvoja sloboda je da ti uvežbaš puštanje. I onda ćeš moći da biraš da li ćeš da pustiš ili ćeš da kontroliš, a ne moram da kontroliš. To je disbalans. Kad kažeš moram nešto, znači imam samo jedan put. Koji god da je. Moram da puštam, to je ono, žrtva sam, znači ja sve puštam i tako. Ili agresivni ego, moram da kontrolišem. Znači spasioc, hoću sve da spase, hoću sve da kontrolišem. Kad je moram, nije dobro. Kad je mogu i jedno i drugo, prema situaciji, to je balans. Колку книги имаш прочитано, може ли да ми кажеш, дали знаеш? Nemam puno, ali pišem svoju. Навистина? Ова го немам слушнато, слушнав многу интервјуа, немам слушнато дека пишуваш твоја sam книга. pre 5-6 dana. Навистина? Па баш ми е драго што еве го слушнав ова и денеска и мене, што ќе може да го кажем и на македонската публика. Немаш многу прочитано? Nemam, ja sam čovjek koji... Животно искуство? Da, i sva sreća što nemam pročitanih puno knjige, jer bi onda pisao u mojoj ono što sam ja pročitao od drugih. Ovako pričam o svom iskustvu. Како се вика книгата или тоа не се открива сега? Još nisam naslov, teo sam da nazovem naslov, ovo sad što sam ti rekao,
pokaži mi gde nisi slobodan. Ali previše je hrabro, što mi je mentor jedan moj koji kaže, ovo ti niko neće čitati, kaže, ovo si ti trenutno jer ti tražiš gde nisi slobodan da bi se oslobodio. Tako igrica funkcioniše. Znači ja sad idem po to da vidim gde je moj strah, da vidim gde je moja trauma, da vidim gde nisam slobodan. Kad mi ti nešto kažeš, a mene zaboli stomak, ja se zapitam, ne zato što sam mi ti nešto loše rekla, nego zašto sam ja odreagovao tako, a tu nisam slobodan. Значи, кога имаме бурна реакција, всушност не сме комфортни со нештото и затоа така реагираме, ако добро разбирам. Емоции su ti najbolji pokazatelj. Znači, ako imaš neku emociju koja nije emotivno regulisana, znači nešto se obično desi, a ti imaš preveliku reakciju, to je nešto gde nisi slobodna i to ti je ključ rada na sebi. Recimo, da stavim u kontekst, komentari na Instagram. I sad ti pročitaš jedan komentar loš. Ma ništa, znam da nije. Drugi, treći, sve je okej. Četvrti, tačno te ubode jedna reč. I tebi, odmah se probudi i sad ćeš ti da odgovaraš baš tome. Tu je ključ rada na sebi. Nije u ovoj prva tri, ovo ti je nevažno. Kad ti je nešto nevažno, to je izbalansirano. Ti znaš ko si. Meni mogu kaže, vidi ga ćelav je. Ja kažem, jesam. Vidi ga nizak je. Ja kažem, jesam. Vidi ga, ne znam, glup je. Ja kažem, glup, nisam glup. Znaš koliko sam knjiga prošla? Aha, tu je. Tak. To je tvoja tema. I to je ono što, znaš, to nam pokazuje, zato su tu emocije. Pokazuje ti gde ti imaš prostora da radiš na sebi. Кога сега веќе ги спомена коментарите, ете пример се пронедов во нешто од тоа што го кажа и повторно ќе кажам, ова не зборувам само од мој личен аспект, ова знам дека и многу други луѓе го доживуваат, но јас ќе те прашувам како лично од мене, пак ќе ми дојде како еден вид, сега сум моментално како на терапија. Јас ваква емисија не сум имала. Од кога сме почнати до сега не сум имала, но мене ми е многу пријатно и убаво се чувствувам и не ми е проблем да тоа јавно се зборува. Apsolutno, slažem se. Zato sam i ovde. Ti благодарам премногу. Prvi put da sam ovde, prošli put kad sam bio sam zbog sebe. Ovaj put nisam zbog sebe, prvi put. I znaš koliko je to oslobađajući osjećaj. Uopšte nema veze o meni. Сега си тука за нас за сите, да слушнеме тоа што имаш да кажеш, да научиме тоа што веројатно можеш да не го покажеш или, ако добро те разбрав? Evo ovako, jedna spoznaja, jedna rečenica, ako ti u pravo vreme dođe i ako je razumeš, ako te protrese, ako uđeš u istinu i ako promeniš preko te jedne rečenice bilo šta u životu, neko uverenje ili nešto, sklopi se neka kockica, neka puzla uđe u mozaik i napravi se cela slika. Toj osobi si promenio budućnost bez da ikad ta osoba zna da si to bio ti. To je moj zadatak ovde. Тука ќе те прашам повторно во врска со коментарите. Еве сега пример, ние сме тука, снимаме емисија. Тебе ти е супер. Ти си поминуваш одлично насмеан, си одиш задоволен од кај нас. Си одиш дома. По некое време се случува да ние поставиме кратка содржина или рил, како што се вика на Инстаграм, затоа што секогаш се бира тој што креира содржина, треба да го одбере оно што најмногу ќе допре до публика, за да привлече емоција од луѓето, за да може луѓето да коментираат. Сега не сите коментираат добро, многу коментираат и лошо. Сега пример тебе, јас те ставам на рил, ти си одиш дома, тука убаво сме си поминале, сме се смееле, сме се сликале, сме си ставиле видео, топ се гледаме повторно и тебе те напаѓаат во коментари. Многу луѓе се поистоветуваат со тие коментари и пример може да ми се налутат мене. Nemam nikakav problem sa tim. Ама ти немаш проблем. Да. Другите луѓе што имаат примерите, зошто би го имале? Jako dobro pitanje i to je kad god neki čovjek ostavi loš komentar, on samo priča o sebi. On priča o svom strahu, o svoj traumi, o svom nedostatku, o svom nerazumevanju. Znači, on je trigerovan toliko sa tim što on je pogledao upravo da je on napravio akciju, napisao komentar i pritisnuo da svi stave da vide. Zamisli ti koliko je to emocionalan naboj kod tog čovjeka. Tu je njemu rad na sebi. Jer da mu je nevažno, on bi samo prevrteo. I sad kako ja da odreagujem, recimo, loše na ljude koji vidim da oni imaju svoj rad. I da sam i ja taj bio. I ja, što ja kažem, najzanimljivija stvar, Nemanja pre 15 godina, sada sluša ovog Nemanju, ja bi sam sebi tada ostavio negativan komentar. Jer sam tada bio takav čovek na nižem nivou razumevanja,
nisam imao toliko iskustva u životu, niži nivo svesnosti, mnogo mi stvari smetalo. Mnogo mi stvari smetalo. I falilo. Ego je tražio i želeo sam i tako dalje. Sad ovaj Nemanja nema nikakvu potrebu da ostavlja ljudima loše komentare, jer sve manje stvari mene može da dodirne. Jer što se više oslobađaš, ideš po svoje lekcije, ideš u prošlost, u detinjstvo, sa roditeljima i tako dalje radiš, ti se oslobađaš u strahu i postaješ mirniji. Imaš unutrašnji mir. I ne može više da izađe neki političar, da izađe ovo, da izađe neki baka prase. Каде е проблемот? Аха. Проблемот каде е? Dobro, kad je problem? Не ме разбираш добро. Nisam te razumeo, da. Кај мене си сега во емисија. Добро, Тука. добро. Си одиш дома, си поминуваме убаво, насмеан си, убаво ти. Да. Си одиш дома, јас ставам рил. Тој рил не предизвикува позитивна реакција, него предизвикува негативна реакција кај тие што го слушаат. Razumem. Ти се чувствуваш неубаво. Не зборувам сега конкретно за тебе, општо за сите луѓе. Не се сите луѓе со твое размислување. Dobro. Многу луѓе, пример, знаат да замерат. Не на тие луѓе што пишувале лош коментар. Аха, туку него на ово што си ти ставила. Затоа што јас сум го поставила. Da. Зошто, каде е проблемот? Тоа прашувам. Okej, da, dobro, pa ovako. Ako ja tebi zameram zašto si ti stavila reel, a drugi ljudi su loše komentarisali. Jesam sad razumeo? Ето така, да. Pa super. Pa onda ja opet imam problem zameranja. Zato što za ti mene rušavaš reputaciju, a zašto meni treba reputacija? Zato što se ja uzročno osjećam nebitno, nevažno i meni treba reputacija da se ja osjećam važno. I to je moj strah i to je moj disbalans, to je moja trauma. I onda treba da radim na tome, znači to je, imam neki nedostatak. Razumeš, to je uvek nevažnost. Ko traži poštovanje na silu i ko traži da ga vole i tako dalje, on je sam sebi nevažan i nevidljiv i tako dalje. I sad vidite me svi. To je moja priča sa Instagramom. Ja kad sam bio mali, mislio sam da sam nevidljiv. Moja mama i tata, šta god ja uradim, mama i tata, gledajte me, šta god da uradim. To je nevjerojatno, i dan danas me roditelji prepričavaju. U ekstremu je bilo. Znači, to je nevidljivost, nisam dovoljan bio sam sebi. Moja sestra, rođena, se igra 5 sati sama sobom, ona je dovoljna. Ne treba niko da je gleda. Ja sam morao da me neko gleda. Sa velikim naglaskom morao. Kad sam odrastao, ja sam to kompenzovao. Evo vam sad Instagram od 250.000 pratioca, sad svi morate da me vidite. Razumeš? Da. Ja prvi put kad sam skontao to, kad sam video šta sam ja uradio iz straha, iz čistog straha, ja sam prva reakcija teo da izbrišem ceo Instagram. Tako, čoveče, pa moguće sam ja uradio zbog toga. Sledeća stvar, sam video da izbrišem da je to opet ekstrem. Opet bi iz ekstrema prešao u ekstrem. 3 ekstrema sam napravio. Šta je balans? Balans je da ja sad više ne moram da koristim Instagram da me ljudi vide. Ali mogu. Ja sam morao da postavljam jednom dnevno, da me algoritam uhvati, da ja rastem. Sada ne moram. Sada mogu. Znači, ako uhvatim... Ako sakaš, ako ne sakaš. I nemam nikakvu reakciju. Nekad mi je bila, odmah me uvati neka tenzija, anksioznost, ako ne postavim, neće mi rasti do... To je disbalans. Sada mogu, a ne moram. To je ta priča o nevažnosti, nevidljivosti i tako dalje. I to su ljudi koji traže poštovanje, koji vidite me i tako dalje. I sad ti staviš neki reels i loš komentari i ja sad se ljutim na tebi zašto si ti narušila moju reputaciju. A ja treba da budem važan i da me ljudi vole. Znači u meni. Znači do mene je. Zato što ja sebi nisam važan. I ja sebe ne volim dovoljno. Pa mi trebaju drugi ljudi да го потврдат тоа. Ти благодарам многу на одговорот. Сега ќе се навратам малку пак на убави теми, ќе се навратам на тоа што го зборевме, на љубов, на емоции, на тоа што чекаш киркичка. Дали се плашеше од лоши очи? Реално кај тебе, не знам дали се кажува кај вас во Србија лоши очи? Да, као да ќе некој Затоа што имаш многу луѓе кои што те следат и сега од уроци. Не бринем се општо. Не? Не. Pa ta duša zna gde dolazi. Ona je nas izabrala, ne mi nju.
Moja ćerkica je mene izabrala kao duša i zna tačno gde dolazi. Zna moj Instagram, Ninin masovnost, koliko nas ljudi vide, koliko nas prati i tako dalje. Ona zna gde dolazi. Dolazi po to iskustvo, zato nas je izabrala. Добро. Drugačija perspektiva. Да, може би не те го разбрав добро одговорот, Ne каде што plašim може se, би znači ne plašim se. Ovo što si rekla, na oči. Кажи ми колку си среќен. Mnogo. Колку се промени во последните 3 години? Што ти се промени се? Imam mnogo. Dobio sam mnogo sadržaja i iskustva. Bio sam na mnogo mesta, pričao sam mnogo ljudi, upoznao ženu mog života. Napravili smo partnerski odnos koji vredi građenja i mnogo učimo jedno od drugih. I jednostavno sam došao u situaciju gde nemam više toliko ego identiteta. Nemam više toliko potrebe za dokazivanjem, nemam više toliko potrebe za moći, nemam više za pažnjom, nemam ništa. I ostalo je to da sam ja tu da bih dao. Da bih dao toliko koliko sam dobio, a mnogo sam dobio. Mnogo sam blagoslovljen. Tako da to se promenilo. Počeo sam da dajem, a ne da gradim neku personu na Instagramu koja zove Nemanja Milović i koji je sad neki lični brend i ne znam ja šta. To se promenilo najviše. I to mislim da ti osjećaš, zato si me i to pitala. Zato što si me videla prošli put pre 3 godine. Така е, точно. Tad sam mnogo gradio tog Nemanja Тогаш Milovića. беше малку и погласен. Da. И не седеше вака, туку седеше вака исправено како што јас седам сега во моментот. Агресивни и многу его. други работи. Агресивни его. Ле, агресивното его, значи кај мене на максимум е пуштено, ама ќе се научам да го смирам со текот на времето, веројатно. Jako je zanimljivo što imam sada ovo iskustvo da me neko vidio pre 3 godine i sada, pošto ti kada se menjaš, a pored ljudi koji te vide svaki dan, oni to najmanje primene jer je postepeno. Така е. I onda mi je sad jako zanimljivo ovo sad, ko sam ja bio pre 3 godine. Kad se setim, znaš, to je bilo pre 6 verzija mene. Pa baš sam bio tada drugačiji. Вака ќе кажеш само 3 години се поминати. Да, Не као е ништа поминато nije bilo. толку време, реално. A pazi, onda ljudi kažu, kako vreme leti. Kažu, ja, kao da sam te juče video. Ma isti si mi. Не, се менуваме со текот на времето и тоа многу и учиме многу со текот на времето. Мислам, тој што сака да научи, учи. Тој што не сака да научи, Браво, не супер. може да научи. Da, baš to. Тука ќе те прашам уште една работа, затоа што многу татковци, еве сега што допрва ќе станат татковци, обично, еве кај нас е така, не знам кај вас како е во Србија, но верувам дека и кај вас е. Затоа што ние сме балкански народ, балканци сме, сите сме исти, веселјаци сме по природа. И па не е така? Jesmo. Весели луѓе сме, Јесте. сакаме да си излеземе, да си седнеме, мезе нешто, ракиче, алкохолче, Вино. особено вино, така е. Особено кога ќе се роди син или ќерка. Па тоа е веселба. Da, Славие ќе кажев. da. Тоа е веселба, да, фешта, еве, снимателите тука I ни nemam ništa сугерираат. protiv toga. Samo ja neću tako. Што ќе правиш вечерта? Еве, пример, се раѓа твоето бебенце, здраво и живо, мислам Господ само здравие и убавини да дава апсолутно. Ти не можеш да бидеш во болница цело време, така? Мислам по некои закони не можеш да бидеш. Moja žena se kući porađa u Americi. Kućni porođaj. Ja dočekujem to dete mojim rukama i ja sečem pupčanu vrpcu. I slavit ću sa njom. Медицински персонал е кај вас дома? Ima dula, ima babica, žena koja se bavi time i ona ceo proces vodi. Ja sam tu da držim prostor, a moja žena je da prođe kroz ceo proces do neverovatan božanski proces koji samo žene prolaze i to je baš sjajna stvar. Ja hoću da svedočim tome, a ne da budem sa drugovima u kafani i da 2 dana me cepaju majicu i da ne znam ko sam 3. dan. I da na taj način me ćerkica upozna da sam polumamoran i ne znam gde sam. Секоја ти чест на размислувањето, ова искрено ти го кажувам. Не го знаев процесот, мислев пример доколку е во болница, кога ќе си отидеш дома, пример имаш желба да прославиш и затоа претпоставувам дека се случува тоа, но ова е веќе сосема друга работа е твоето и нормално е да сакаш да седиш дома затоа што го гледаш тоа, мислам тука ти е, до тебе ти е. Има Da li ti treba alkohol svaki put kada slaviš nešto? Не. Но тоа сега го знам, претходно не го знаев. O tome ti pričam. Samo postavite sebi pitanje, dobra.
Ja znam da je lakše da se uklopimo svi, da budemo svi isti. To je mnogo lakše. Imamo neku tradiciju, neki običaj i svi smo tu. Samo se pitajte, upravo vam se desilo nešto najlepše na svetu, a vama je prva pomisao, a ću se napijeti. Da, i to ne da se napiješ, tuko da budeš baš mrtav spijen. Ja, kad god sam bio na nekoj proslavi deteta, otac je bio najpijaniji i svi su pokušavali da ga još više napiju i da ga još više iscepaju. I А onda se ja зошто? pitam, Никогаш не го разбрав ова. Низ годините, јас цело време гледам мажи кои што добиваат деца, без разлика ќерки или синови, која е потребата да се скине маицата? Дали може некој да ми го Не знам ја. одговори Не тоа знам ја. прашање? ne znam, nemam odgovor na to pitanje. Ne znam. Добро, никогаш не сум го разбрала ова. Да, и мене Еве, тоа доколку занима. некој гледа, јас ќе ве замолам да ни Она напишете сигурно, на да. коментар. Да, не знам дали мажот нејзин има скината мајца, но верувам дека тоа така традиционално оди. Ali samo da se ogradim, ja razumem te ljude, šta god da vi smatrate da je Така е treba, правилно, апсолутно е така. napravite da je tako. Ovo nešto što ja kažem da ću ja da uradim, ne kažem da treba tako. Апсолутно. To je vrlo, vrlo važno da ljudi razumeju. Ja nisam tu da vam solim pamet i da vam dajem, nego ja samo hoću da sve što u mom životu je da razmislim da li to ima smisla i da li je to u skladu sa mnom. Ja 3 godine već nisam popio kap alkohola. Otkad si me ti, tad sam i prestao. Tad sam pio, prošli put kad sam bio u Makedoniji, pio sam, izašao sam, sećam se, napio sam se. Ali to nije dobro ili loše, nego jednostavno meni je došlo, ja sam cijelo to iskustvo gde sam ja pio alkohol, došlo mi je da mi bude nevažno. I sad mi je alkohol više, i ja sam preko noći rekao, više ja nisam čovek koji pijem, nevažno mi je to. I sad prestao sam i ne pijem 3 godine. Tako da svako ima svoje iskustvo i taj alkohol nije ni dobar ni loš. Meni je doneo jako puno u životu. Mnogo mi je životnog iskustva došlo samo zato što se napio i ostao do 7 ujutru, upoznao najčudnije ljude, prošao kroz situaciju, imao taj sadržaj, neverovatan. I to nikad ne bio strezan. To je deo mene i ja ga prihvatam. Ali kada više nije, nema potrebe da ostajem u prošlosti. Овој истиот разговор го правев јас со моја другарка пред брзо време. Вика, Ивана, па сите работи кои што ги прераскажуваме, не се од, ете тоа што ти сега го кажа, од пијани искуства. Па вика, ако не пиеш сега алкохол, како ќе ги имаш повторно, нема да ќе ти биде досадно. Definitivno jeste dosadno u tim okruženjima gde ljudi piju alkohol. Definitivno. Ja više ne mogu da izdržim u kafani. U ponoć, 12:30, ja idem da spavam. Nekada, da se napijem, mogo bi do 5-6 ujutru. Jednostavno dosadno, ali više mi ta kafana, to više nije moja igrica, to više nije moj život. Moj život su sad putovanje, idemo na šumu, idemo u nacionalne parkove neke, idemo da kampujemo, idemo da pravimo retreat sa prijateljima, idemo da se družimo preko dana, a ne uveče u 2. Promenila mi se igrica, gde mi alkohol više ne treba, kako ti kažem, ništa mi ne zna. Но обкружувањето ти е тоа. Ти пример си го надминал тоа. Можеби не сакаш. Но што со луѓето кои што уште го прават тоа, вие сте се уште, ето, не знам, блиски, еве, пример Емче. Тука ми е заедно со мене, јас со нејзе се дружам. И сега јас не пијам, она пие. Нејзе е досадно со мене ми е досадно со нејзе, затоа што ја не го правам тоа што таа го прави, таа не го прави тоа што јас го правам. Што во тој момент? Ljudi često ostaju mnogo dugo u tim prijateljstvima gde je poveznica nešto što oni više ne rade. Ili ja sam se promenio, znaš ono, a ostao sam sa prijateljima koji su isti. I tako dalje. I onda ti samo to u osnovu pitaš, a čekaj, ostao si sa njima. Zašto? Pa znaš, prijatelji su mi, pa dugo smo vremena proveli i tako dalje. Aha, znači to što su tebi oni prijatelji, ti si odlučio da ti ne budeš ti, nego da se uklopiš u njih. Da li ti radiš ispravnu stvar? Zbog tvojih prijatelja. Ne, ja to radim zbog drugih. Aha, znači ti si u ulozi, žrtve. Znači moraš odgovornosti preuzeti život u svoje ruke. I ako ti imaš prijatelje nekog s kojim više nisi, ti si promenio identitet, on nije, hajde se ponovo upoznamo, da vidimo gde možemo sada da sad. Ako ne možemo, uvek ćeš me imati, ali tu se putevi rastaju. Moja najveća nagrada u životu je bila, ja sam 10 godina i više proveo petak, subota u kafani sa mojim istim ljudima. Imao sam 10 prijatelja. Da posle tih 10 godina
ja nisam rekao, ovo više nisam ja, i promenio celo društvo, otišao sam, na skroz neko drugo mesto. Ja ne bi sad sedeo ovdje, nego bio tamo sad s njim. Добро, јас може ли да наздравиме? Знам дека не Може. пиеш алкохолче, но еве пример, јас сакам само да Da наздравиме. nazdravimo može, da pijemo ne može, ali da nazdravimo uvek može. To je На lepa здравје, običaj. макар што црвеното вино дури и во црква се пие, така што не е Kako ne, krvi не se е sve. лошо. Da. Јас ќе се напијам и ќе ги поздравам тука нашите Вардарска долина, Шато Ризов, кои што го имаат најпрекрасното вино. Сега вака, ти не пиеш, па не знам дали да ти дадам едно винце. Ама сигурно познаваш некој што е љубител на добро вино. Znaš šta, ja ću da prihvatim rado poklon i da ga nekom drugom poklonim. Може. I tako treba život da funkcioniše. Ovo je sad pravi primer. Ja tebi dam nešto, informaciju, savet, Točno. primer kroz moj život i tako dalje. Ja ne očekujem da ti meni vratiš, ali ono što ti možeš da uradiš za mene i da ti daš nekom drugom. Isto kao ovo vino. Ете така, затоа и кажав, можеш да го подариш на некој што си пие алкохолче, емче, да, емче си пие и се допаѓа црвеното винце, Много. така што на кој да го дадеш, E, će se pa evo ovako, dopadne. ti si dobila poklon. Ti si dobila Može, poklon. može. Ovo je vino. Dobro, posle emisije ćemo. Ovo samo za gost. Kao, После ja emisije imam, ги враќаме kao ja на imam роđендан. 10, kao kod kuće, kao и ovo јас za ова го добив само за тука пред камери, после тоа враќаме се назад, Tako нема je, tako je, ништо. sigurno. Да ги поздравиме Аџико Хоум Центар. Аџико Хоум Центар имаат се за нашите домови и градини, имаат одлични акции, имаат одлични производи и ги имаат овие Хаусберг производи, кои што, еве, можеби винце не сакаш, ама A, to i ова ќе tekako. го користиш. Nina će se jako obradovati, bravo, kako ne. Имате повеќе домови, што значи барем во еден дом ќе се најде. Pa Повеќе. hvala Баш ti ми е puno. драго, поздрав за Нина. Не ја поздравивме ниеднаш, а толку многу ја зборувавме ова вечер. Јест. Не завршуваме тука. Туку Добро. допрво почнуваме. Имаме ова прекрасна дама која што ни е дојдена од Кенија. Има неколку прашања за тебе. Može, spreman sam. Само да ги поздравам тука и Микас кои што се грижат за нашиот изглед и тука одиме со Мама Драма и со Емче да видиме какви прашања има Мама Драма спремено за Немања. Здраво, драги гледачи. Тука е вашата Емче и вечерва во мојата рубрика Драма Мама. Имаме човек со дисциплина, амбиција и неоспорно присуство. Hvala puno. Neosporno prisustvo. Да. Baš lepo. Од теретана директно до рефлекторите на социјални мрежи. Тој го изгради своето име со напорно работа, доследност и самодоверба. Силно тело и силна личност. Hvala puno. Немања, како чувствуваш денес тука со нас? Jako prijatno. Opet kažem, prelepo mi je da dođem u Skoplje i da vidim onaj vaš krst veliki i da me dočekaju ljudi sa ovakvim osmehom i da pričam sa ljudima. Imam neku čudnu poveznicu između ljudi iz Makedonije i mene i rekao sam da ću da dođem još pre 3 godine i sad mi je takva prilika bila pre nego što dobijem ćerkicu, pre nego što odem u Ameriku. Ovo mi je, mislim da mi je poslednja šansa bila i oberučki sam je prihvatio i evo me u Makedoniji. Jako mi je lepo. Ајде вечерва, имам подготвена една интересна игра за тебе. Može. Се вика или. Ili, bravo. Да. Se vika ili. Или. Za ova 2 dana propričat ću makedonski, sigurno. Можеш слободно, нема никаков Mogu da probam. Mogu da probam, dobro. Ајде, дали си спремен? Vika jes. Ајде. Повеќе би сакал да ги изгубиш Инстаграм следбениците или сите своји клиенти? Ili moji klijenti? Да. Instagram sledbenici. To bih volao da izgubim. Окей. Da. Ne treba mi više. A ni manje. Добро. Igra reči. Да, слушам. Да бидеш богат, ама во лоша форма, или фит, ама без пари?
Pa... Da. Fit bez para bih izabrao, zato što uvijek mi je nekako lako išlo da dobijem te pare. Privlačim pare, a formu da održim i da napravim ponovo, mnogo bi se više namučio, pogotovo ovim godinama. U ovim godinama bi se mnogo namučio za formu, a za pare mi nekako dolaze, tako da... Nikogaš poveke da ne piješ alkohol ili nikogaš poveke da ne jadeš pizza? Ova сега веќе... Ovo mi je lako. Ne znam kako bi bez alkohola u životu. Da ne pijem alkohol. A ne moram ni picu da jedem. Ali evo da ti otkrijem, znaš bez čega ne mogu? Bez šećera. Tako je. Bez šećera. Volim slatkiše, volim kolače, volim torte, volim palačinke. Evo sad već kad pričam mi se jede. Ивана, без шекер? Немања, не, без шекер јас секако не можам, мислам како и да е, мислам обожавам. И она исто. Оригинална, македонска оригинална. Сакав само да прашам, Немања, дали почна да пиеш вода? Дали почнем да пием вода? Да. Дали пиеш вода? Pijem, evo. Пиеш сега вода? Prethodno ne piješ uopšte voda. Pa to te prašam. Jeste. Počna? Kako? Zato što me devojka stalno podsjeća pi vodu. Ja nemam uopšte osjećaj da treba da pijem vodu. Isto. Isto? Isto. Mi smo Nikogaš isti. ne pijem vodu. Slatko, ne. Moje telo uopšte ne traži vodu. Uopšte? A moja Nina je kao Kamila hodajuća. Ona samo vodu. Ako negde krenemo na put, prvo stavim da kupimo vodu. Jer čovječ, ti si opterećena. Ne, moram da imam vodu, voda se nosi i to. I onda viš kako ti Bog donese nekoga da brine i o hidrataciji. Dobro, okej. Тогаш... Tako da će tebi neki doći dečko koji će, upoznaćeš ga sa flašom vode. A ja sam Coca-Cola pijam. Pa ja bi isto pio sokove i tako dalje, ne znam. Vodu sam nateran da pijem. Hvala ti na odgovoru, Temče, izvini. Ajde. Nikogaš poveke da ne praviš kardio ili nikogaš poveke da ne krevaš tegovi? Ne, mogu bi bez kardija, tegovi su mi, obožavam. Kardio može i ne mora. 2 dana. Malo na bajsu i to je. Dobro. Što je по-лошо? Da te ismејуваат за телото или за личноста? Aha, šta je lošije od ta dva? Definitivno za... Šta je lošije? Pa za ličnost, tako? Svi mi želimo u jednom periodu da budemo prihvaćeni, znači ljudi vole i tako dalje. I onda u tom periodu a onda te ismevaju za ličnost, to zna da bude jako teško. I meni se to dosta desilo, ali mi se desilo da mi sad mi je nevažno. Sad mogu. Najak od site ili najtetski građan? Da budem, da budem jak ili da budem dobro građan? Da. Da budem dobro građan. Ne moram da budem najjači. Uvek će biti neko jači. A ovako kad sam dobro građan, onda se pogledam u ogledalo i kažem čoveče, koliko si truda uložio ovo, baš sam ponosan na tebe. Tako da volim da sam u dobroj formi. A da li sam najjači ili ne? Ne. Ajde. Nikogaš poveke da ne treniraš noze ili nikogaš poveke da ne treniraš rase? Šta je rasi? Rase. Rase, da. Noge, ne moram da Noge i rase. Noge, da. Mnogo volim da treniram ruke. Noge volim, ali ne toliko kao ruke, tako da ću se odlučim za noge. Kad bi morao da biram između ta dva, ja inače jako volim da treniram. Jako. I volim sve da treniram. Ali kada su ruke ili noge, biram noge. Noge. Bez telefon za sekogaš ili bez teretana za sekogaš? Bez telefon. Bez telefon. Da li si siguran? 100%. Stvarno? Da. Сега? Da. Pa kako ќе komuniciraš со Nina? Koga ti si po Srbiji, ona je v Amerika? Prešli bi na pisma. Aha. Kako su naše bake i deke? Така е, точно, ама јас не верувам дека би се вратил на тој начин дописивање ми доаѓа, да кажам, допишување. Da. Туку сепак би го задржал телефонот. Znaš šta, ja uvijek kažem,
A teretana možeš da vežbaš i doma, ne ti treba teretana. Znam, ali baš bi mi bilo lepo bez telefona da su svi, recimo. Meni, ja uvijek kažem, kako bi ja voleo da sam živeo onih 70-ih, 80-ih. Znaš, bez telefona, pa pisma, pa se dogovorimo nešto, Pa ние фативме време кога си титкавме само по еднаш. Ти, тоа значи те мислам. Tako je, da, cimanje, mislim na tebe. Da, to je. Tako da bih baš voleo i to bi mi bila velika lekcija, zašto bi mi bilo teško. Jako bi mi bilo teško jer sam se navikao na telefon, di mi je, tu mi negde. I onda baš zbog toga ja idem u te lekcije, idem tamo gde mi je teško, da bih mogao bez tog telefona. I ti, Ivana? Znam odgovor. Znam što Јас си го кажам, Знам. Не, јас не би мислам дефинитивно без телефон сега во овој момент. Не зборувам за во иднина, не знам. Теретана, јас реално во теретана одам 4 месеци годишно. Доста редовно. Од јануари или од февруари до мај-јуни, тоа е тоа. За лето. После тоа правам пауза. Направи се пар слика sa tim telefonom. Sa telefonom se napravi par slika, okači se i to je to. Šta ste videli, videli. Да. Ko me sretne uživo, neko krene Не знам на другу страну. Не знам дали во идни, на пример, таа рутина ќе си ја променам, но кај мене тоа така функционира до сега. Сега не сакам да си се преоптеретувам со нешто што не сакам да го правам. Ja se slažem skroz. Ono što ne volite da radite, nemojte. Mnogo ćete više vremena uložiti da to napravite u neku disciplinu, nego samo da nađete ono što volite da radite, a što je opet zdravo za vaše telo. Recimo, Да. ne voliš u teretanu, ne volim tegove, ne volim ništa oko teretane i miris taj i sve. Pešačiš, ima Jesi mnogo probala работи. pilates, jesi probala jogu, jesi probala grubni trening, jesi probala da trčiš napolju, jesi probala bajs, jesi probala... Nisam. Idi probaj, nađi što voliš i to radi. Mnogo će ti biti to lakše nego da pretvaraš ono što ne voliš u Da go neku forsiraš, disciplinu i tako da je. forsiš. Da. Ima smisla. Има смисла. Ima smisla. Има смисла, апсолутно. Ти благодарам многу за твоето време. Може да продолжиш со Ивана? Ајде, јас имам само тука уште едно прашање за тоа што Ovo će da bude teško. Не, ovo će воопшто da не bude е тешко, воопшто не е тешко, само што во многу видеа слушав каде што Нина кажува дека не сака да се врати во Америка. Aha, da. Многу пати ти кажуваш дека воопшто не ја сакаш Америка. Ne, А вие сепак одите во Америка. Зошто? samo zbog papira. Така? Да. Тоа ми беше прашањето, но Da, не ona ima сакам да го neku поставам. proceduru. Da, ona ima neku proceduru. 5 godina mora da provede, pola godine godišnje da bi dobila državljanstvo. Ovo nam je poslednja godina, kako život piše, najlepše priče i tako dalje. Baš sad kad je poslednja godina nam se komplikuje zašto je trudno. Jer smo mi navikli da odemo po 2-3 puta da iscepkamo tipa da sakupimo 6 meseci, međutim sa bebicom nema cepkanja, nego ćemo morati tamo da odemo na 6 meseci. Tako da me čeka jedno veliko putovanje, neću biti tu mnogo dugo, ali tako ja sam verujući i verujem da to baš treba da uradim i da to za mene i ne pitam se više. Имате повеќе простори вие да си уживате во тоа детенце и да си стекнувате нови навики. Затоа што тоа е нов живот, предпоставувам. И дај Боже, Господ кај сите да дава. Baš to, kreće nova era, poglavlje 2, sve će se promeni i baš očekujem to. I ono što ljudi nađu na veću, kažem, neku lošu stvar, zato što oni hoće da sve bude isto. Hoće da dobiju dete i da se život ne promeni. I onda imaju otpor ka promeni i onda mora sve da se promeni, tako funkcioniš. I ja baš, kad mi neko kaže, vidi, sve će da ti se promeni, život će ti na glavački, ja kažem, znam, to očekujem. Vidim kako me odmah pogledaju, kao pa, nismo imali nikad tu reakciju. Da. Preko znam da će se promeniti, dobijam dete, prvo dete, na glavački će sve da mi bude i to očekujem, zato idem u to iskustvo. И нека ти биде убаво искуство и знам дека ќе ти биде убаво искуство и одвај чекам следниот пат кога ќе ни дојдеш да видам каков Немања тогаш ќе дојде, каква Ивана тогаш ќе поставува прашања, каква Емче ќе има игра. Да. Реално, ќе видиме за некое време, не знам кога ќе биде повторна наша средба или повторно. За 3 години. Много е 3 години сега, не ме зафркавај сега, добро е да се менуваш, ама не до толку. Sledeći put kad ja dođem, ja mislim da ćeš ti prvo da me upoznaš sa tvojim izabranikom. Iz mojih usta u Božji uši.
Амен. ја многу добро манифестуjem. И одиме сите на вечера. Па тогаш Да. манифестирај уште финансиски средства тука да ни се разработат во студиото. To važi za sve, tako da sam ja upravo sada poslom, to će da ti bude sve. Ne brini. Како се века, намасте? Немања, драго ми е што ми беше гостин, мислам дека не ми замери на ништо што, еве, пример, некогаш и сум се пошегувала. Ne, ja sam pun za meranje. Da? Pričat ćemo poslije, mislim. Ништо, тоа е. Не, па добро, тогаш манифестацијата нема да ми се оствари. Da kao, vraćamo ono... Како и да, ти благодарам што беше тука, ти благодарам што пренесе дел од твоето искуство, дел од твоето знаење, не само со мене, не само со Емче, не само со нашите сниматели, туку и со сите наши гледачи, а бога ми ги имаме во голем број. Имаш многу голем поздрав од Билјана, нашиот маркетинг директор од Канал 5. Ми кажа дека сте имале некоја соработка со Капи братко. Znam, da, bravo. Да, не стигна да ти испрати подарок, но сепак те поздрави многу, па еве сакам оваа прилика да искористам и за тоа. Puno pozdravljam Biljanu, puno pozdravljam sve gledalce, narod Makedonije, svi koji su pogledali ovu emisiju i ostali do ovde. Šaljem vam samo ljubav и lepu energiju и hvala vam što postojite и to je to. Се гледаме следен пат, ќе видиме за колку време ќе биде тоа. Македонија, ви благодарам што бевте заедно со нас, како што кажав на почеток, јас знам дека сето тоа и го испочитувавме и го направивме, знам дека уживавте, се надевам дека ви дадовме добри совети, односно ви даде добри совети, така што ние се гледаме следна недела во исто време, на исто место, а до тогаш да почнеме барем нешто минимално да практикуваме од ова што го слушнавме. До гледање. Онака како што сами себе сакаат, мислам себе како што уште еднаш ова ќе го повторам. Како го гледаат самите себе? Samo mi ponovi. Nisam Što? razumeo skroz. Da li brišem negativne komentare? Не дали бришиш негативни коментари. Силно извини.